ви благодарам на сите за присуството, почитувани представници на медиумите. После големата трагедија во Кочани ја видовме реакцијата на граѓаните, револт, наместа бес. Би рекол сосем оправдано, поради тоа што во изминатите повеќе од 3 децении очигледно е дека тоа што се нарекуваат реформи, тоа што се нарекува транзиција, очигледно не го даде посакуваниот резултат. Системот очигледно на многу места не функционира како што треба, јавните сервиси немаат перформанс како што граѓаните навистина заслужуваат. И за тоа вина имаме сите политички партии, СДСМ, и ВМРО-ДПМН, и ДУИ, и другите политички партии од албанците и другите помали политички партии. И во таа смисла сметам дека, слушајќи го овој аларм и барање на граѓаните, слушајќи го алармот кој што го покренуваат и компаниите и бизнисите, потребно е да се направи еден систем, една нова форма на политички диалог, би рекол и општествен диалог, во кој што ќе се вклучат сите политички партии, пред се најголемите и секако други чинители во општеството, со цел да се изготват стратешки документи, врз основа на кои ќе се направи стратегија, врз основа на која државата ќе функционира следните повеќе од една деценија, деценија и пол или 2 децении, многу повеќе од мандатот на било која влада и било која партија или коалиција да ја води таа влада, поради тоа што во одредени области очигледно дека мораме да знаеме на каде одиме. Во таа смисла ќе напоменам неколку области во кои што сметам дека се многу битни да се комуницира и да се направи еден ваков пристап. Прво е образованието. Ние немаме веќе деца кои што требаме да ги губиме со тоа што ќе одат во странство. Требаме да го зајакнеме тој систем, сме се обидели, ние се обидели, ВМРО-ДПМН очигледно нема посакувани резултати. Понатаму здравството. Не може само да посакуваме да бидеме здрави, тоа навистина го заслужуваме да го имаме, тој јавен сервис мораме да го подобриме и здравството и образованието треба да ги тргнеме од дневно-политичките пресметки, надмудрувања, математики и тоа да биде навистина стратешки интерес на државата. Понатаму правосудството, неминовно е да се донесат преку реформската агенда во што пократок рок реформските закони, во еден систем кој што ќе се постигне широк консензус, не само политички, туку и фактори од делот на правосудството, кој што ова име навистина експертиза. Понатаму заслужуваме да живееме во чиста животна средина, да дишеме чист, а не загаден, токсичен воздух. Македонија има огромни природни богатства, мораме да најдеме начин да ги заштитиме и да исчистиме животната средина. И последната работа, тоа што најмногу граѓаните ги иритира, а тоа е партизацијата и политизацијата. Мораме да ги ослободиме институциите од канџите на политиката и партијата, за да младите луѓе имаат навистина добар компетитивен мерит систем, на тој начин се вработуваат и напредуваат, поради тоа што само на тој начин можеме експертизата да издигнеме на соодветно и заслужено ниво. Во таа смисла, добро е на овие теми да седнат лидерите на сите партии, може за почеток на парламентарните партии. Ги видов реакциите, го видов одговорот и на премиерот и би му го образложил овој план и нешто подетално на средба во следните денови. Се надевам дека после тоа, врз основа на ова што сега го образложив на овој начин, ќе се приклучат и другите политички партии. Сметам дека веќе е крајно време, премногу време е поминато, за да ние само зборуваме дека нешто треба да се промени. Видовме како трагедијата во Кочани на виделина површина излезе многу системски пропусти и мислам дека крајно време е да седнеме сите заедно да работиме за доброто на државата. Ви благодарам.